Лакомото глувче и првата прошетка на шеќерното дете. Еве што станало. Кога слаткарот Марко истрчал од дуќанот да ги викне соседите, во едно дупченце на дрвениот под светнале две зелени ѕвездички. Тоа не биле ѕвездички, туку весели очиња на дуќанското глувче. Полека се прикрадувало глувчето во темницата и се качило на масата. Се исправило на задните нозе, крцнало со белите запчиња. Гладно сум, зацивкало. Ми се јаде нешто сладко. Влечејќи го по себе долгото опавче, глувчето дошло до црвените петленца и почнало да мудрува. Петленцава веќе не ми се сладки. Јади, а од едно крилце не можеш да изедеш повеќе за една ноќ. Потоа се свртело кон кукичките созидани од мед, шеќер и сувогрозје и малку се налутило. Што мисли мајсторот? Јас се исто ли ќе вечерам. Кукички, кукички, кукички. Ене, од првата кукичка одамна ја изгрицкав вратата. Од втората го начнав ѕидот. Од третата оџакот му го однесов како подарок на почитуваниот стаор од соседниот винарски дуќан за неговиот 10-ти роден ден. Наеднаш на глувчето му светнале очите. Го видело шеќерното дете и замавнало со опавчето. Оп, рекло весело и се исправило на задните нозе. Еве нешто убаво. Дете од шеќер. Сивото глувче со долго опавче и весели очиња почнало да трча околу детето и да испитува од каде да почне со вечерата. Сепак, детето многу му се допаднало. Затоа се заколнало во мустаќот на соседот Стаор, дека ќе го начне само малце. Еве, овде, од палецов на десната нога, си рекло глувчето и сладко замижало. Кога се доближило до белиот палец, се тргнало исплашено и се превртело на грб. Палецот малку се помрднал. Потоа, ногата на шеќерното дете предпазливо се повлекла назад. Глувчето се скочанило и останало да лежи на грб со сите 4 ноженца кон таванот. Не можело утрото ни да писне, ни со опавчето да мрдне, ни со окце да трепне. Му се чинело како да сонува. Шеќерното дете оживувало. Ги протрило крупните очи и се протегнало. И, како глувчето да не е тука пред него, вешто скокнало од масата и излегло од дуќанот. Шеќерното дете несигурно газело по старата калдрма на главната улица, наречена 301 дупка. Се му било чудно и ново, и се како да ги поздравувало неговите први чекори. Од зад зелените огради му мафтале со белите гранчиња
убавиците брези. Румените каранфили ги врткале своите росни глави по него. Јаболката, покриени со нежни цутови, шумеле. Од сета таа убавина, шеќерното дете многу не забележало. Одело по кривиот сокак, се сопнувало на камења, паѓало в дупки. Тогаш една звездичка, што или се сожалила на детето, или била љубопитна, се лизнала крај задреманиот месец и се спуштила на детето. Како да изгреала зора. Темните стреи на куките пламнале в злато, дупчестиот сокак станал порамен и повесел. Шеќерното дете посигурно зачекорило, ги прерипувало дупките и ги заобиколувало камењата. Градот Негобило не бил голем, 30 кози скокови надолж и 2 скока помалку нашир. А можеби и не бил град, туку село. Сеедно, граѓаните биле горди и затоа го викале најголем мал град на светот. И затоа што не бил голем, шеќерното дете брзо ги оставило зад својот грб неговите 9 куки. Кога на исток светнало руменилото на сонцето, месецот почнал да ги собира звездите и да ги брои. Но и колку пати да ги броел, се една била помалку. Сонцето веќе се лутело зад планината. Еј, брате, тргај ми се отпад, време е да изгреам. А месецот тажно му одговорил на сонцето. Ке појдев дома, само, ете, ми нема една звездичка. Сонцето пак се карало. Еве, сега, шепотел месецот и пак почнувал да брои. А изгубената звезда дури тогаш забележала дека ноќта поминала и дека шеќерното дете ќе може да продолжи и без неа. И се вратила. Кога месецот и звездите отишле, изгреало сонцето. Неговата златна светлост паднала преку 9 куки на Негобило, ги разбудило зеленобрадите борови и ги пробило брзите реки до нивното сребрено дно. А шеќерното дете одело и одело, не чувствувајќи замор.